Најнапред поздрав и чест ми е денес пред овој еминентен научен форум да можам да ги споделам основните насоки на моето изложување. Во современата хуманистика, особено во рамките на секуларната историографија и културолошките студии, делото на светите браќа Кирил и Методи неретко се толкува исклучува низ призмата на модерен или протонационален културен романтизам. Многу често нивната епохална дејност се сведува на обичен прагматичен инструмент на византиска дипломатија или пак на политичко стратегиско прилагодување на тогашните државни структури. Иако овие димензии го леснуваат разбирањето на историскиот контекст, тие сепак го одминуваат суштинскиот извор на нивниот мотив. Просветителската дејност на славонските браќа не сме и не може да се разбере до крај, ако се изолира од нејзиниот изворен теолошки контекст. Нивната мисија е пред се и над се дефинирана од новозаветната сотириолошка парадигма. Преводот на Светото писмо и кодификацијата на словенскиот јазик не беа само филолошки потват или само една културна платформа, туку свесно насочен, длабоко промислен, длабок мисионерски чин со јасна цел, духовно возобновување и внатрешно преобразување на човечката личност во светлината на евангелското слово. Кога зборуваме за суштината на ова дело, мораме јасно да нагласиме просветителската дејност на светите Кирил и Методи представува откривање на новозаветната сотириолошка парадигма. Во нејзиниот темел е вграден Христовиот императив: одете и научете ги сите народи. Овој универзален повик за духовно просветлување кај солунските браќа добива конкретно животно преточување, а и во центарот на нивната мисија не стои некаков статичен филолошки споменик, туку Словото Божјо, како динамична реалност, жива сила која има моќ радикално да го преобрази човековото битие. За да се случи тоа преобразување, писменоста се јавува како неопходен, спасоносен медиум за допир до евангелските вистини. Тоа и таа не е техничка вештина, туку екзистенцијален клуч. Преводот на Светото писмо му овозможи на словенскиот свет еден автентичен пристап до смислата на постоењето и тоа на најубав и најпосреден можен начин преку сопствениот јазичен идиом. За светите браќа јазикот добива возвишено достоинство. Тој престанува да биде само алатка за информативна комуникација. Јазикот кај светите браќа Кирил и Методи е дефиниран како сакрален сад. Тој е еден вид литургиски простор во кој е положено безсмртното и новозаветното слово. Преку тој сакрален сад јазикот го воведува човекот во лично и реално заедничарење со Божественото, приведувајќи го кон неговата охристовена цел. За да ја разбереме тежината на Кирило-Методиевското наследство, мораме да направиме на суштинска поимна деконструкција. Во денешниот јазик зборовите просвета и просветителство речиси ексклузивно асоцираат на еден рационалистички, образовен и чисто културно-национални проекти. Меѓутоа, ако ги наблюдуваме светите браќа Кирил и Методи низ призмата на тој современ редукционизам, ќе паднеме само во една тешка анахронизмација. Просветата кај солунските браќа не е секуларен еден хуманистички проект. За нив да се биде просветен не значи едноставно само да се биде писмен или информиран. За нив тоа значи да се биде во заедништво со Господ Исус Христос и со еден живот според евангелската буква. Во ова визија Словото Божјо престанува да биде предмет на чисто академско изучување. Тоа е поставено како онтолошко средство за просветување на умот кој бил дотогаш во темнина.
Следствено, во новозаветниот контекст, вистинската просвета се развива како тристепен сотиролошки процес. Првобитно, слушање на Словото, како што вели апостолот Павле, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Словото Божие. За да одекне во длабочините на битиото, Словото мора да биде соопштено на разбирлив јазик. Вториот сотиролошки процес, разбирање. Во Евангелието според Лука се вели, тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата. Новозаветната просвета бара единство и заедништво, а не механичко повторување на неразбирливи формули. И третиот сотиролошки процес, вера што води кон живот. Согласно Јовановото сведоштво и Јовановото Евангелие се потврдува. А овие зборови се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Сино Божји, да верувајќи да имате живот во Неговото име. Тука може да се спомене дека новозаветната просвета не е интелектуална и само една акумулација на податоци, туку екзистенцијално влегување во вистината и во литургискиот етос. Кирило-Методиевското дело не може да се разгледува само во еден идеолошки вакуум. Тоа представува директно историско воплотување на новозаветната визија за Бога, закотвено врз два клучни екзегетски столба. Првиот столб е христолошки. Тој е втемелен директно во прологот на 4-то Евангелие, каде што свети Јован Богослов зборува за Логосот како за вистинската светлина која го просветлува секој човек што доаѓа во светот. Ако светлината го просветлува секој човек, тогаш ниту еден народ, ниту еден јазик и ниту една култура не смеат да бидат оставени во мракот на неразбирањето. Да се сокрие Словото зад бариерата на еден тук јазик, значи да се ограничи дострелот на вистинската светлина. А вториот столб е гносеолошки и духовен. Тука можеме да кажеме дека е лоцирано едно богатство во посланието до Ефесијаните, каде што светиот апостол Павле се моли Бог да ги просветли очите на вашето срце. Во светотечката психологија, срцето е центарот на човечката личност, каде се донесуваат екзистенцијални одлуки. Кога словенскиот народ го слушна и го прочита Евангелието на својот мајчин јазик за прв пат, Словото престана да биде надворешна форма и стана внатрешна. Тоа постана преобразувачка сила. Ликот на светите браќа како автентични новозаветни мисионери се отсликува низ нивниот радикален апостолски жар да проповедаат разбирливо. Во одбрана на своето дело пред тријазичните, Константин Философ директно се подпира врз еклесиолошката логика на апостолот Павле. Ако со јазикот свој не изговорите разбирливи зборови, како ќе разбере она што го зборуваме? И во црквата сакам да изговорам 5 зборови со умот свој, отколку илјадници зборови на тук јазик. Светите Кирил и Методи ја препознаваат јазичната бариера на словените не како обичен етнички дефицит, туку како директна пречка за спасението. За нив создавањето на глаголицата и преводот на Новиот Завет не беа кабинетски лингвистички експерименти, туку свет чин на воплотување на Словото во утробата на еден конкретен народ. Оваа пневматолошка синергија набрзо се соочува со суровите историски политички реалности во тогашна Европа. Внесувањето на словенскиот јазик во кругот на литургиските јазици предизвика остри судир на црковните юрисдикции меѓу Рим, Константинопол и франското германско епископство. Во срцето на овој административен конфликт се наоѓаше прашањето за сотиролошката слобода. Правото на еден народ на свој јазик да го оствари своето спасение. Најрадикалниот пример за овој судир се забележува во двата концепти. Едниот е сотиролошкиот, а другиот е чисто геополитички, кој е зачуван во 9-та глава од Житието на Свети Методи. Вита Методии. Таму детално е опишан соборот
во 1070 година пред германскиот крал Лудвиг Германски, каде баварските бискупи го обвинуваат Свети Методи со зборовите "Во наша област учиш". За овој историски спор, клучниот латински контраизвор е Conversio Bagiorum en Carantarorum, имено преобраќањето на баваринците и карантинците, напишано околу 871 година, како официјален меморандум на Салцбуршкиот архиепископ Адалвин. Овој спис бил составен со цел пред папата Јован VIII, имено да споменам Хајнц Лове во 1965 година, наоѓа плюс уште некои списи, еден спис 143 во Еделвајн, Баварија, каде што споменува, вели, овој меморандум првобитно не бил напишан за Јован VIII, туку било за Адриан II, кон крајот на неговиот живот. Тоа е само една интересна информација од списите во тој манастир во станува збор за Баварија, меѓу другото тој спис е најден во Баден-Витенберг, граничен премен. Овој спис бил составен со цел папата Јован да се оправда затварањето на светителот и да се нападне папската була Gloria in Celis Deo, со која Свети Методи бил поставен за панонски архиепископ. Во 9-та глава на Conversio, латинската верзија, состојбата е опишана преку ригидно инсистирање на така наречените Iura Ecclesiastica, црковни права. Латинските архиепископи тврделе дека панонската област е нивна историска територија, антика диочежиш Јувевенсија. Тоа е дневната јувавска, односно Салцбуршка диецеза, врз која имале непрекинат юрисдикцијски тенденции и била нивна својна 75 години. Карактеристично е што во латинскиот автор со длабок презир го именува светителот како Методиус Куидам Греакус, некој си грк Методи, обидувајќи се да го представи како натрапник кој ширел опасни новини, терис новитер инвентис, новооткриени и новонајдени земји. Тврдејќи дека неговото проповедање е незаконско, се додека римскиот пратеник не му наредил да си замине. Цитат: "И тој кнезот Коцел многу го чествуваше Методи, сепак тој таму не можеше долго да престојува, седе дека не дојде пратеник од Рим, кој ќе му нареди да си замине од целиот тој регион и од неговата епископија, која се нарекува Пасуска, бидејќи тие граници беа под нивна управа." Компаративната анализа ни открива огромен јаз, додека латинскиот спис очајнички се обидува да изгради правен случај, базиран на материјален посет, Свети Методи реагира супериорно, повикувајќи се на универзалните апостолски граници на црквата. Цитат: "И јас, ако знаев дека е ваша, ќе одминев, но таа е на Свети Петар. Навистина, ако вие од лакомост и алчност престапувате преку старите граници, спротивно на каноните, и го попречувате Божјето учење, чувајте се да не си го пролеете мозокот, сакајќи со железен покрив да го пробиете коскеното теме." Аргументацијата на Свети Методи била канонски исправна, а постапките на германските бискупи представувале тешко беззаконие. Затоа потврдува и острата реакција на Ватикан, кога папата Јован VIII дознал дека Методи бил тајно суден и излучен на сурово мачење. Тоа се случува во Регенсбург. Во мај 873 година го испраќа својот легат епископот Паул фон Анкона, Павле Анконски, со официјално упатство комуниториум за итно и безусловно ослободување на панонскиот архиепископ. Во писмото на епископот Ано од Фрајсинг, папат истакнува дека баварскиот прелат ја надминал суровоста на паганите. Цитат: "Надминувајќи суровоста на паганските народи, та ти го принуди Методи, архиепископот Панонски, да се вкочани од дожд и мраз под отворено небо, повеќе беснејки тирански, отколку судејки канонски.
Во писмото до архиепископот Адалвин од Салцбург, папата ја демаскира псевдозаконската позадина на програмот. Методи, тирански повеќе од колку канонски го осудивте, во прогонство го испративте и со зверска суровост, речиси 2,5 години во затворот го државте затворен. Та зар не се нагледавте? Конечно во самиот латински комуниториум, упаден до легатот Пауле фон Анкона, содржана е најдиректната наредба за прекор на германските бискупи. Никако не смеевте да изречете пресуда против легатот на апостолскиот престол. Вие пак него го судивте. Вие во затвор го предадовте. Вие го утиравте со тупаници. Латинската тенденција vos autem illum introductus voceri manistupati von colapicasti, клучното значење на терминот colapicastis, употребата на овој специфичен глагол, кој во средновековниот латински означува експлицитно брутално физичко удирање со затворена тупаница во пределот на лицето и главата, дозбор ги потврдува наводите од 9 век на словенското житие, каде што се вели дека еден од бискупите замамнал со камши. Ова дефинитивно отстранува секаков сомнеш за некоја наводна хагеографска хипербола од страна на словенскиот автор. Идеолошкиот контекст на дискурсите. Само да прашам дали со времето сме вред? Малку сме. Да, може да заклучи. Како дипломатски маневар за смирување на тензиите во 1873 година, папата привремено ја ограничил словенската литургија, но веднаш потоа по консолидацијата 880 година со култната була Инди-Инструаe Tuae свечено и трајно ја одобрил и заштитил. Преку призмата на овој драматичен историски судир, просветителството на светите солонски браќа дефинитивно престанува да биде сватено само како секуларен и културен феномен. И не е само еден суфлингвистички експеримент. Во оваа визија кој не води од сотериологијата до писменост, самите букви и јазикот престанаа да бидат обично техничко орудие на човечката комуникација. Затоа ова просветителство не беше само писмено за земски цели, туку просветлување на битието во вистинската светлина. Страдањето на свети Кирил и Методи докажува дека словенската писменост не е минлив културен маневар, туку распната и воскресната вистина. Низ нивното мачеништво, писменоста престанува да биде само мастило на пергамент и се преточува во едно живо сведоштво мартирија. Потврда дека описменувањето на еден народ е настан на неговото екзистенцијално воведување во Царството Божие преку буквата на Евангелието и литургиското сведоштво. Ви благодарам. Благодарам, Дарко.